Викендов најверојатно ќе се направи уште еден обид меѓу власта и опозицијата околу нацрт уставните амандмани кои владата треба да ги достави до собранието. Поради одбивањето на опозицијата да се вклучи во овој процес, наместо денеска, нацрт уставните амандмани ќе бидат доставени до собранието најверојатно до вторник, за како што велат собраниски извори, да се направат дополнителни обиди да се вклучи опозицијата во овој процес. Собраниската агенда е набиена, затоа што од понеделник треба да се отвори ребалансот на буџетот, а рокот за поднесување на амандманите истекува наредниот петок. Последниот рок до кој собранието треба да гласа за уставните амандмани кои претходно треба да бидат усогласени е 1 месец. За собранието и во контекст на собранието од значење е предлогот на амандмани, односно нацрт амандманите да бидат од овластен предлагач, а во ситуацијава овластен предлагач е владата. Во која постапка, во која соработка, во која координација, со која координација овластниот предлагач ќе ги подготви нацрт амандманите е негова надлежност. Не може собранието да се определи да каже забрануваме на владата да комуницира со фейлата, со сите чинители што би допринеле кон подобар текст на нацрт амандманите. И премиерот Заев предвидена кажа дека ќе остави простор наредните денови да се постигне договор и со ВМРО-ДПМНЕ. Роковите се достижни, секако. Многу е важно на внимателен начин целиот овој процес со чување комплетно на достоинството на секој еден поединец, на секој пратеник или на било кој граѓанин во државата да го финишираме успешно како процес. При изработката на нацрт амандманите ќе учествуваат и 8 пратеници кои гласаат да се почне оваа дебата и кои доставија своји барања за јакнување на македонскиот идентитет, одредба на уставот со која ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно ги попречува евроатлантските интеграции на Република Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени услови, амандмани кои произлегуваат од имплементација на договорот од Преспа, постепена промена на името за внатрешна употреба, следејќи го процесот што води кон полноправно членство на Република Македонија во Европската унија и прифаќање на иницијативата на премиерот Заев за простување во врска со настаните на 27 април.